витамините имаат метаболички ефект, пробиотиците имаат ефект на стомашно здравје, имунитет и така на така. Не се поврзани по делувањето, меѓутоа во комбинација се одлични и може да ја зголемат ефикасноста и подносливоста на антибиотиците. Да не забораваме дека во таа комбинација корисно се додаде и цинк, кој што само од себе во количина обично од 10 мг дневно е сериозен поттикнувач, засилувач на нашиот имунитет и на стварањето на лимфоцити заедно со витамин С, како и корисно е да се додадат некои да речем природни компоненти кои што ние уште од нашето детство ни се познати, мајки, баби и така на така, обично при проблеми со стомак ни давале или чај од нане или чај од камилица, значи во одредени пробиотски комбинации кои што ги има на пазаров, веќе ги имаме сите тие во едно, па ни ја олеснува работата, значи и пробиотици, и цинк, витамин B6, нане, камилица и така натака. Значи, тоа се веќе сме во нова ера на пробиотиците, кога се размислува на комплетното стомашно здравје и на имунитетот. Кога дискутираме за најсоодветен пробиотик, не треба да забораваме и на некои технички ситуации кои што се важни. Пробиотикот, рековме, е жив микроорганизам, него му треба храна. Ако тој го ординираме без храна, веројатноста дека ќе ги задржиме тие билиони кои што ги споменав, наследилото огромна бројка, за микроорганизмите тоа е ништо во нашиот систем, е мала. Значи, ние треба да ги нахраниме со нешто и затоа во модерните форми се додава обично соодветен пребиотик, тоа е храна за пробиотиците, и исто така се пакуваат во желудечно отпорна капсула, да ја нарекуваме, бидејќи нас пробиотиците не ни требаат во желудникот. Пред се нас ни требаат во тенкото црево. Тука се случуваат проблемите и елементите, освен во ситуацијата со хеликобактер, така да важно е да преживее тој, да ја преживее киселава средина на желудникот, кај што малку од бактериите преживуваат и да стигне во тенкото црево. Така да тоа се некои елементи кога треба да направиме избор кој е правиот пробиотик, кој што може да превагнат на оваа страна или на таа страна, или може да направат разлика зошто нешто чини волку или толку.